Добар ден, почитувани гледачи. Ако ме следете вчера со емисијата Што мисли народот, ви кажав дека денеска навистина ќе избегаме од политиката и од се оно што се дневни актуелни теми, но ќе отидеме во една извонредно значајна тема која што не добива толку публицитет, како и многу други теми кои што едноставно ги чувствуваме, дури ако така некој наш близок ги почувствува, и тогаш речеме па имало и поважни работи од политиката, од секојдневната политика, од тоа дали Груевски во право, дали Заев во право, дали ќе се формира влада, дали нема да се формира влада. Има работи кои што со кои што луѓето се соочуваат и сваќаат дека се потребни промени, сваќаат дека има и таму што да се работи. Така, например, веројатно многумина од вас не размислувале за тоа во каква ситуација се децата најчесто во разведените бракови. И размислуваат за тоа дури кога ќе седнат со некој нивни пријател кој што се нашол во таква ситуација, и тогаш ќе сватат дека тука има уште како за размислување, за разговарање, пред се со желбата да децата од такви бракови излезат што е можно помалку оштетени, односно да не ги почувствуваат последиците од таквата ситуација. Секако дека без последици никако не може, но може да се направи колку може повеќе за да се заштитат децата. Постои една граѓанска иницијатива за рамноправно родителство или заедничко родителство после разводот. Ние денеска ќе разговараме на оваа тема, ве повикувам и вас да размислуваме заеднички дали сметате дека овде државата може да направи повеќе со законски измени. Каква е моменталната законска регулатива, ќе слушнете и од нашите гости. Со мене вечерва, односно денеска во студиото, ќе почнем од дамата Габи Трајчова, родител, кој што ќе говори за нејзиното искуство, и господинот Наум Рибаровски од иницијативата за рамноправно или заедничко родителство. Добар ден на обајцата, добре дојдовте во нашето студио. И се разбира, благодарам што ја наметнавте како идеја да разговараме во оваа емисија. Јас сум без оптоварување дали гледачите ќе се јават или не. Ако постигнеме барем да размислуваат луѓето за нештата, ќе биде добро. Еве, да почнеме сепак од дамата. Габи, дали вие сте почувствувале во својот живот како жена која што се соочува со ситуацијата со децата, да работи на таков начин, да ги дели на некој начин своите деца со поранешен сопруг, дали се соочила со тоа, колку е голем проблемот од законски аспект и колку може повеќе да се стори? Видите, од законски аспект проблемот е огромен. Затоа што, значи, еве, јас сум мајка на две девојчиња кои се на возраст од 10 и 12 години. Веќе 6 години сум разведена од нивниот татко. Значи, ние имаме рамноправно, односно заедничко родителство. Тоа значи децата во секое време, значи судот ми ги има доделено мене како старател, меѓутоа во интерес на децата, за нивното добро воспитување, за нивниот правилен пат во животот, им дадовме добар пример со нивниот татко, дека секогаш, кога и да сакаат тие, значи не јас или тој, кога сакаат тие, ако нивниот родител е слободен, секогаш да се јават и да отидат кај него. Дали е тоа секој ден, дали е тоа секој викенд, дали е тоа секој втор викенд, значи оставам на нив. Исто и нивниот татко, кога децата се кај него, значи што и да има проблем врска со децата, слободна комуникација, ќе се слушнеме, ќе разговараме, значи двајцата се разведовме како маж и жена, меѓутоа како родители никогаш нема да се разведеме. Значи говориме овде за пример во кој што добрата волја на тие родители кои што се одлучиле да продолжат по свој пат го прават тоа. Меѓутоа законот очигледно дозволува, доколку сте мислеле поинаку, се создаваат проблеми. Тука проблемот настанува. Пред да вклучиме прв гледач, Наум Рибаровски од иницијативата, од каде дојде идејата за ваква иницијатива, како е детектиран проблемот? Идејата буквално е дојдена од кафе муабет помеѓу засегнати родители. Всушност, кога почнавме да правиме муабет, првично бевме четворица во иницијативата, за нашите проблеми, свативме дека секој од нас знае уште по неколку луѓе што го имаат истиот проблем. И така може лесно да се заклучи дека всушност кога многу луѓе имаат истличен проблем, станува збор за општествен проблем. И навистина, овој начин на постапување на државата со децата од разведени бракови е нешто што се провлекува повеќе децении, меѓутоа до сега проблемот некако беше туркан под тепих, сите луѓе го доживуваат како свој личен проблем,
и немало организиран напор да се направи нешто повеќе во смисол да државата интервенира и го смени законодавството, кое што за жал во оваа област која е исклучително битна, ги засега децата, е старо повеќе децении. Значи од пред 50-60 години како што биле решението за видување, исти се и сега. Всушност, иако законот е, да речеме, многу општ, всушност главниот проблем е во законот. Прв проблем е што законот е противречен. Значи, цело време ни законот, кога го читате, провеува тоа дека родителите имаат еднакви права и обврски кон своите деца. Меѓутоа, ако дојде во случај на развод, детето се доделува на чување и воспитување на само еден родител. Замислете, одеднаш од 20 родители што го чувале и воспитувале тоа дете, само еден го добива тоа право, а другиот родител е исклучен. Не може да го чува и воспитува своето дете, што е основа на родителството. Она што е поголем проблем на страна од оваа формулација дека еден го добива детето е што државата преку центри за социјална работа донесува такви решенија за видување со кои што вториот родител практично го исклучува од животот на детето. Односно типичните решенија предвидуваат тој родител, односно родителот втор ред да поминува со детето не повеќе од 5-6 дена месечно. Меѓутоа има многу исклучоци каде што всушност родителите поминуваат и многу помалку време со децата. Значи имаме решение од 2 сати месечно во игротека или во угостителски објект, 4 сати месечно, еднаш во 10 дена. И се тоа некои катастрофални решенија, нелогични решенија кои што дадат, иако пишува во решението во интерес на децата, всушност се спротивно на интересот на децата. Така, ќе продолжиме наум од овде. Гледачот само да не чека многу да го слушнеме веднаш. Продолжуваме од истото место кај што застанавме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до гостите и до вас. Благодарам. Значи, емисијата е стварно како што треба. Сега сакам нешто да ги известам луѓето до тебе што се. Дали они знаат дека за Делчево центарот што е за социјално, колку има представки у Скопје за непуштено? Представки за Центарот социјални работи од Делчево? Да. Во овој смисол, во оваа насока на нашата тема? Да, у таа насока. Значи, претходниот директор што е сменет, поради абсурдни работи што има правено со доста родители, повеќе има разводи направено отколку составено бракови. Друго, видите сега, јас сум еден од оштетените странки. Значи имам решение да си го гледам детето и тие тамука ми дават на мене решение секој вторник и секој четврток да го гледам детето на 2 сата. Значи 5 минути ти не можеш да го земеш порано од градинка. Пази, видите сега. Друго, што имам приметба на увидено. Значи, најголем абсурд. Сето право, од кога дадат детето на мајката, испаѓа дека таткото го отфрлат од лигата и дека нема никаква ингеренција спрема тоа. Значи, вака сега, кога сака она отиде у центарот, што сака може да каже за другиот родител, се е прифанато, а од страната на родителот ништо не е прифанато. Значи, имам решение, оде мајката у центарот, кажува дека таткото е у странство, значи со лажни искази, и тие и дават одма документ за пашапорт на детето да се изваде, за да може она да отпатува и Италија. А детето, значи, 1 година не сам го видел. Еве, запознали ли сте со ваква иницијатива? Еве, или прв пат слушате за неја? Значи, сега имам пратено представки. Представка имам до Министерството за труд и социјала. Имам пратено за заштита на дете. Значи, сега чекам одговори. Инспекторат имам пратено до центарот до Делчево. Значи, таму кај што е у центарот на Делчево поготово ставено само неписмена багра. Значи, јас извинувам вака што се понесувам. Значи, јас сум магистар по европска дипломатија на право. И замислите вие кога отидам тамука, некој да ми дава совет со 3 години факултет што е завршил администрација. Така, го разбирам вашиот гнев и би ве замолил, значи, преку нашата дописничка Даниела Такија да ставите контакт па да ве поврземе со оваа иницијатива, веројатно можете да придонесете многу со вашиот пример. Ви благодарам на јавањето. Благодарам многу. Еве да го прокоментираме ова, значи ова е
практично потврда на ова што го говориме, спротивно на она што го кажа Габи, на некој начин е повеќе, за жал повеќе примери се вакви. Па да, видете, ова е проблем, значи што е огромен, значи ваквиот начин на постапување со децата од разведени бракови има уништено генерации и генерации деца и родители. И жалосно е што се уште обстојува. Просто е да се чудиш дека во 21 век имаме тако варварски систем каде што државата ти го одзема детето од едниот родител. И затоа во таа насока нашата иницијатива се залага, значи, за две основни работи. Првата работа е значи да се престане со праксата на доделување на децата од разведени бракови на само еден родител на чување и воспитување, односно да се воведе да се предвиди дека двајцата родители ќе останат еднакво одговорни и заедно ќе ги донесуваат главните одлуки за животот на детето, независно од нивниот брачен статус. Тоа подразбира заедно да донесуваат одлуки за образование на детето, за здравствени интервенции, за место на живење. Тоа исто така голем проблем во последно време, значи државата истапува во ситуација кога двајцата родители не може да се согласат каде детето ќе живее и издава решение децата да се селат во странство, што е практично сами на себе си ја крати медината, дозволуваме деца да се Нели на некој начин постапување во спротивност со правото на избор на крајот на криштата и независно дали станува збор за малолетни деца. Пак на некој начин е ускратување на некое право. Па да, видете сега, значи ако родителите не можат да се согласат меѓу себе каде детето ќе живее, ако едниот родител сака да се сели во странство, предвидува такво нешто. Пазете, закон не предвидува ништо. Меѓутоа, праксата како е, кога двајцата родители, например, не може да се согласат за местото на живење, кој едниот сака да се оцели во странство, треба, значи, да арбитрира Центарот за социјална работа, тој да одлучи. И одлуките што нешто ги донесуваат се апсурдни. Значи, имаме гледано решение каде што Центарот за социјална работа дозволува детето да го смени место на живење да се оцели во странство. Како е тоа се во интерес на детето? Значи да, од една страна збориме, нели, можеби има таму подобри материјални услови и така натаму, меѓутоа прво се сомневам дека центрите знаат во какви услови одат децата, и второ, кои се тие материјални услови што ќе го надокнади отсуството на вториот родител. Така, пред вториот гледаш да го вклучиме, Габи, значи говоревме за пример, колку е значено според тебе тој однос меѓу бившите сопружници за развојот, колку знаеш и други примери, јас велам дека знам повеќе за жал негативни примери, не како твојот. Колку е важно за самата психа на децата за нивниот развој? Колку еве ти си забележала примерот кај твоите и некои други примери? Видите да ви кажам, значи децата се чисти души. Значи тоа се деца што кога би ги раснеле со љубов во добра околина, со добар пример, ние родителите кога би ги дале, они би наследиле многу од тие наши карактеристики во однесувањата. Например, јас зашто решив да учествувам и во ова асоциација и ДНС да ви помогнам. Затоа што сметам дека клучна работа во сето ова е детето да биде среќно. Кој од мајките кои што ги добијат децата мислат на своите деца кога се осветуваат на таткото? Значи практично преку нив на некој да, начин. Значи сега, јас сум се развела од сопругот, така. Значи, што се криви тука децата? Значи, децата не се криви. Значи, они треба да знаат дека двајцата родители ги сакаат, дека двајцата им пружуваат внимание и љубов. Значи, тоа е најбитното. Ако сакам апел да дадам до сите мајки кои што се разведени, немојте да ги уништувате своите деца преку одмазди кон бившите сопружници. Си огубите времето, енергијата и си ги уништувате децата. Значи, затоа што карактерите на децата се формираат во детството. Ако ти во детството ги полниш со негативна енергија, со лоши помисли, со лошо однесување, каков е тој мобет, не го сака и таткото и тој е лош. Тоа човекот кој што ти го многу сакаше, во кој се залюби, со кој што се ожени и имаш фамилија. Значи, тоа на мене не ми е логично, да ви кажам право. Децата се најголемата жртва од ваквите случаи. А тие веројатно се збунети. Гледачот се исклучи, веројатно ќе го добиеме подоцна. Рековте, дали имате веќе комуникација со оние кои што ги одредуваат законите практично, со законодавците, со министерствата кои што се задолжени, и дали има расположение да се размислува за промена на тие законски одредби? Да, значи ова иницијатива постои 2 години, да речеме имаме доста постигнувања. Најмногу во смисол на обезбедување на поддршка од соодветните институции,
Значи со нас се од првиот момент детската амбасада меѓаше, кој што препознаваа дека ова што ние го бараме е пред се во интерес на децата. Понатака на оваа проблематика работиме заедно со Народниот правобранител, кој што оваа година ја посветува токму на овој проблем. Значи и кај нив многу години назад најпријавуван проблем околу прекршувањето на детските права е токму во оваа насока. Значи непостоење на контакт или недоволен контакт со едниот родител по развод. Понатака имаме поддршка од соодветните стручни институции кои што работат со децата од разведени бракови, како што се Заводот за ментално здравје, Клиника за детска психијатрија. Всушност тие потврдуваат дека најголем дел од нивните пациенти, од децата со кои што работат, произлегуваат од конфликтни разводи, односно такви разводи каде што родителите се пресметуваат помеѓу себе врз грбот на децата. Заедно и исто така да кажам дека сме влезени во програмата на законско застапување преку National Democratic Institute. Практично тоа е единствената невладина организација која што е мост помеѓу граѓаните и политичарите. И бидејќи сега имаме нова влада, нов парламент, со нивна помош очекуваме во скоро време, значи да го отвориме ова прашање и пред пратениците и планираме со новата министерка Мила Царовска да имаме состанок каде што ќе збориме на оваа тема. Од она што досега го согледуваме, значи созрени се условите за промена и кај самите одговорни лица има разбирање, има можам да кажам свест дека системот како што е сега поставен е лош и треба да се менува. Така, вклучуваме уште еден гледач пред првиот блок на реклами. Добар ден. Пак се исклучил гледачот. Доби, можеме да одиме со првиот блок на реклами, па се враќаме во студио, продолжуваме со темата. Оние кои што не следат, оние кои што сега се вклучуваат, значи говориме за иницијативата за заедничко родителство во интерес на децата, како децата при развод на браковите да останат што е можно помалку оштетени или да не бидат толку жртви, да не се пресметуваат преку нив. Можно ли е такво заедничко родителство и кои законски измени се потребни за тоа? Знаете ли дека аронијата го намалува ризикот од заболување од канцер? Природна и здрава, набрана и сушена во падините на Берово. Агромакс. Едноставно природно. 12 големи тобогани на 18.000 метри квадратни површина со 2000 метри квадратни базени и 800 метри тобогани. Аквапарк. Пробишти. Адреналин, фантазија, авантура, магија. За да го доживеете сето ова и добиете бесплатен билет, потребно е да посетите инфосостанок за животно осигурување. aquaparkmacedonia.mk. Во тека изградбата на моментално најлуксузниот деловно стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежниот институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежниот факултет, која воедно ја зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и на стабилно земјиште. Вградените најквалитетни материјали можат да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина на ставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најсеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно, за трајно решение, не чекајте, контактирајте не. Лето во Грција со туристичката агенција Фериал Кашиков. Поволни цени за апартманско и хотелско сместување. Посетете ги најдобрите плажи во Левкада, Крв, Закинтос, Скијатос. Уживајте на зелениот остров Тасос или Амулијани. Во Халкидики на Афитос, Калитеа, Полихроно, Ханиоти, Певкохори, Фурка, Сарти, Торони, Неос Мармарас и Уранополис. Релаксирајте се со вашата фамилија на Неипори, Неаврасна и Олимпик Бич или забава со пријателите во Паралија. Ваше е само да одберете каде. ferialkashikov.com.mk. За висока енергетска ефикасност и помали снитки за струја, изберете Daikin инвертер клима уреди. Елегантно решение за домашна климатизација, лесно се вклопува во било кој внатрешен интериер. Класа А+, ниско ниво на звучност и 3 години гаранција. Далеченски управувач за едноставно управување со Daikin клима уредот. Паксон, овластен Daikin партнер за Македонија. Што е мерак?
Мерак е кога имаме богата трпеза и верни пријатели околу неа. Кога сите уживаме во квалитетно свежо пиво за мерак. И сите пееме песна од срце. Оди звездо сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Лесно како песна, горско. И после 25 години, се уште најдобри. Автошкола Зелен сигнал. Единствената автошкола во Штип која оспособува кандидати за возачи од сите категории. А, А1, Б, С, С+Е и Д. Најдобри инструктори, најсовремена опрема и возила и огромно искуство. Ние создаваме возачи. Автошкола Зелен сигнал. Кибела, најдоброто од мајката земја. Ене назад во студио и веднаш да го вклучиме гледачот кој што почека малку на линија, се нада дека уште овде. Добар ден. Добар ден. Повелете, само малку погласно ме молам. Сакам да кажам, значи, за разведените детата ги, значи, како да речем, гледат, значи, мајката и таткото. А што да речеме за тие што починаа родителите? Значи, не следува ни детски додаток, ништо. Под керија седиме, значи, со 12.000 плата. А така самохрани практично. Што да речеме за тие, значи? Да. А разведените, значи, и мајката купува и таткото купува. А од тука што? Ние што да правиме? Да, и тоа е проблем. Добро, благодарам на јавувањето. Институција имаме, значи. Така и тука законот веројатно треба да предвидува нешто, предпоставувам, но не знам во кој смисол. А ако нашиот гостин има нешто сознание во оваа насока, повелите да прокоментираме. Благодарам, пријатно. Да прокоментирали на оваа тема. Всушност, нашата иницијатива за заедничко родителство е на некој начин поврзана со заложбите што државата ги прави и ќе ги прави во иднина околу помошта за самохраните родители. Имено, за да може да им се помогне на овие лица кои што реално сами ги гледаат децата, мора прво да се дефинира поимот самохран родител. За да се дефинира поимот самохран родител, потребно е да постои заедничко родителство, да постои правото на заедничко родителство. Па така ќе се издиференцираат кој е вистински самохран родител, а кој не е. Затоа што тие што реално се оставени сами да ги гледаат своите деца, во ваков случај кога едниот родител е починат, или кога едниот родител е незаинтересиран, или кога имаме непознат татко и така натаму, да, на тие родители им треба помош и државата, се надеваме во скоро време ќе преземе чекори. Меѓутоа, она што е потребно да се направи е да се даде таа опција за заедничко родителство, за да не може да се случи да со сегашниот систем еден родител го оттуѓува детето од другиот родител и при тоа самиот себе се прогласува за самохран. Значи на тие родители не им е потребна помош од државата. Всушност тие го имаат вториот родител на кој што може да се потпрати, кој што може да име помош во ситуација кога се судираат со предизвици околу одгледувањето на децата. Така, колку што можам да разберам, има две нивоа на оваа работа. Едното е колку да влијаеме на свеста на луѓето кои ќе се најдат во таква ситуација да се надминат себе си и да мислат на детето повеќе отколку на одмаздата или било што. И второто, законско ниво, аномалијата во законот е, колку што можам да разберам, тоа што се доделува вообичаено старателство на еден од родителите, најчесто на мајката, и другиот има право само ограничено гледање. Врз основа на тоа ли се вашите барања на иницијативата создадени и кои се да појасним? Да, значи спомнав првото барање тоа да се прекине со таа пракса на доделување деца на еден родител, 20 да се останат еднакво одговорни. И второто главно барање кое што го имаме е да се предвиди рамка како ќе се регулираат видувањата на децата со родители со кои што не живеат. Во сегашна ситуација, овие рестриктивни видувања кои што ги определуваат центри за социјална работа, интересно е што не се предвидени ни со закон, ни со подзаконски акт, се работи за некоја пракса на центрите која што е останата од кој знае кога.
И затоа потребно е, значи, тоа да се срочат тие правила да седат во законот. Она што ние го предлагаме е да се воведе право на минимум за гарантирано време на другиот родител со кој што не живее детето, кој што во државите кај што постои заедничко родителство е некаде околу 120 дена годишно. Ова минимум време вообичаено се определува во ситуации кога родителите не живеат во ист град. Па така детето, нели, пошто мора да оди во едно училиште, едно градинка и така натаму, поголем дел од учебната година ја поминува со едниот родител, а другиот родител го гледа, например, како до сега, секој втор викенд. Меѓутоа, после тоа, кога ќе дојде распуст, се надокнадуваат деновите, значи додека да се достигне тој минимум. И тоа е, значи, минимумот, а максимумот е тој принцип 50-50, односно еднакви временски интервали со 20 родители. Тоа е концепт кој што е научно докажан дека е во најдобар интерес на детето, значи сите истражувања кои што се правени во земјите каде што постои заедничко родителство докажува дека колку што се поизбалансирани контактите на децата со родителите, толку тоа подобро влијае врз нивниот раст и развој. Значи да појаснам, она што ние го бараме е да постои при воведување на заедничко родителство рамка, значи минимумот да биде 120 дена годишно, максимумот да биде 50-50, односно околу 180 дена годишно. Сега, морам тука да појаснам дека нашите барања се исто како државата да интервенира во случај кога родителите не може да се договорат, исто како и до сега. И сега, нели, прво се дава предност на родителите да се договорат. Меѓутоа, проблемот е што до договори се доаѓа многу ретко, прво затоа што не постои соодветно тело кое што ќе им помогне на родителите да се договорат. Сепак да не забораваме, се работи за родители кои што се разведуваат, кои што се во таков конфликт што довел до развод. И вториот поголем проблем е што едниот родител кој што однапред знае дека ќе остане родител од прв ред, а другиот родител ќе биде од втор ред, апсолутно нема интерес да се договара, кога е во конфликт со вториот родител. Наместо да се договара, ги остава центри за социјална работа да решат, знаејќи какви се нивните решенија. И на тој начин практично го елиминира вториот родител од животот на детето и се повикува дека така решиле центрите. Сега, кога сме кај центрите, многу негативно се изрази нашиот гледач за центарот во Делчо. Јас не верувам, сакам да не верувам дека во центрите за социјални работи, во институциите има луѓе кои што би сакале негативно да работат. Колку сметате дека пропустите во работата на центрите се последица на системски недостатоци, колку на недостаток во поглед на кадар способен или стручен? Па видите, моje лично мислење е дека не се ни центрите толку неуки или толку неопремени. Значи, ние имаме контакти со вработени таму, и не можам да кажам, моje лично мислење дека сите се нестручни или сите не си ја знаат работата. Меѓутоа, оно што е заедничко за сите нив е што работат во лош систем. Систем кој што добар дел од нив знаат дека не функционира и не е во ред, меѓутоа се принудени да носат такви одлуки. И затоа според мене, за да видиме кој од тие луѓе вреди или не вреди, кој може да работи со родителите и навистина да им помогне, а кој не, мора да прекинеме со овој систем. Значи треба да се сменат работите, да се стават родителите во еднаква стартна позиција и после тоа, значи многу полесно ќе им биде и на тие луѓе таму што работат, да работат со 20 родители и да донесуваат одлуки кои што навистина ќе бидат во интерес на децата. Така, Габи, твоето мислење, искуство? Јас би сакала нешто да споделам со гледачите. Значи, прво, мајката во животот на детето има една улога. Таткото има сосема друга улога. Значи, прекрасно е, сите знаеме, двајцата родители да бидат заедно, веќе кога тоа не е можно. Значи, многу е прекрасно во случаите после развод детето да не осети недостатокот ниту еден родител. Значи, кај мајката ќе го добива тоа што го знае мајката, да им го пружи љубовта, нежноста, воспитувањето. Кај таткото исто ќе го добие тоа што е силата, се знае, значи машкиот пол во кој дел е добар. Да. Особено и за машките деца е многу битно да бидат со таткото, да научат некои работи од мали нози, значи што значи да бидеш маш и значи во секој случај не може да замени комплетно маш, жена или жена. Да, сега тоа, значи јас цел живот да ви кажам сум феминистка, ги бранам секогаш жените, али за во ваквите случаи не. Во вакви случаи страдаат децата, а зошто? Значи кога жената што е разведена, слободно ги остави своите деца да одат кај таткото, има време пред се за себе. Значи не можете и вие не сте роботи жени. Значи не можете вие 24 часа 7 дена во неделата постојано да се грижи за своето дете без никаква поддршка зад себе.
Ако и вториот родител би бил вклучен равноправно во тоа би било прекрасно. Значи, сакаш ти да одиш со колешките на викенд. Значи, можеш да си дозволиш твоите деца се кај таткото, не ги оставаш на бабата, дедото, комшијата. Што исто така не се замена за било кој родител, да. Значи, ниједен пријател не може да даде или подалечен член во фамилијата не може да даде љубовта на детето како што ќе даде таткото. Таткото си е татко. Да. И сега уште еден момент за мене е многу интересен пред вториот блок на реклами. Колку средината, законската одредба ќе проговориме на крај колку има расположение да се смени, какво искуството во други држави, дали функционира некаде. Меѓутоа ме интересира, многу често ние сме народ кој што знае да умува на другите и може би некој рекол ти си луда, зошто му даваш да ги гледа, да речеме. Предпоставам дека се случило. Дали има такви влијанија, како го чувствувате размислувањето на средината, бидејќи ние како да не сме подготвени како општество да гледаме на нешто на разводот како на нешто нормално, дека е нормално да се договорат двајца и да има еден цивилизиран развод. Ама децата не се мои. За јас да сега средината ми реагира и јас ќе правам нешто проблеми инати или било што кон родителот. Значи детата се наши. Колку се мои, толку се и негови. Без него тие деца немаше да постојат, така? Значи, тоа е мојот став и јас многу разговарам со моите деца. Значи, сега мојот бивш сопруг си има девојка, значи јас тоа го ценам позитивно. Моите деца се радуваат кога одат таму, среќни и внимание им се пружа љубов. Зошто да не? Сите може да бидат среќни. Значи, кај нас во Македонија, значи кога се случува развод, значи тоа е, не знам како што се случило, луѓето губат контрола. И едниот и другиот настануваат многу големи проблеми од кои што на крајот децата го извлекуваат по дебелиот крај, али тоа ќе го видиме после 10-20 години. Значи сега уште не се осеќа, али ќе се осети кога тие деца ќе пораснат. Има една статистика во иницијативата која што кажува за негативните последици. А може само да биде толку едноставно. Значи колку е мое детето, толку е и негово. Кога сака може, значи моите деца, тоест нашите деца да се исправам, кога сакат одат кај другиот родител. Кога сакаат они, не јас кога сакам. Така. Ниту имаме договор, ниту имаме уклучено социјално во целата приказна. Значи прекитно се договоривме. Значи имаме ѓусевен договор, а не договор кој што би го наметнал. Точно. И имаме се уште комуникација во врска со детето. Ако моето дете е болно, заврши во болница, значи јас веднаш ќе звонам на родителот, извини, дојди ако можеш во болница, детето потребен си му. Значи така, очигледно дека да, многу значи кога ќе се договорат луѓето. Наум, ако имаш нешто на ова тема. Сакам да додам, ова што го спомнавте за менталитетот на луѓето. Значи менталитет најлесно се менува преку нов закон. Значи тоа што го викате вие, да, сега има такви моменти, земи си ги децата и женете гале и така натаму. Така најче. Меѓутоа кога ќе се донесат овие законски одредби кои што ние ги договараме, практично за тие моменти ќе нема место. Родителите од старт ќе знаат дека се рамноправни, се договориле или не се договориле, пак децата ќе бидат и на двајцата, пак заедно ќе мора да ги донесуваат одлуките, пак гледањата ќе бидат избалансирани. И всушност цврсто веруваме дека кога така ќе се издрмнат работите, всушност родителите ќе бидат упатени на договор. Пошто, знаете, не на секој му одговара 50 или ова што го викаме ние 120 со 240 дена. Пак може веројатно решенијата ќе бидат некаде измеѓу и ќе бидат родителите пред се тие што ќе треба да се договорат. Нормално, за да ова све функционира, не доволно само законот, потребно да има, и ние више работиме на таа тема со стручни лица, со психолози, психијатри, семејни терапевти, кои што треба да создадат советувалишта, кои што ќе бидат тела, односно институции што задолжително ќе мора да ги посетува секој пар при развод. Затоа што знаете во сегашната ситуација и да одат тие што се разводат во центри за социјална работа каде што има во наводници постапка за мирење, тоа е све проформа. А друго ќе седнат со стручни лица малку да им ги отворат очите, да им кажат дека практично да вие се разведувате, меѓутоа децата се уште се на двајцата, се уште двајцата треба да се грижите за децата. Исто како што пред свадба, пред стапување во брак има советување, исто изгледа само формално и се ова на некој начин. Одиме со вториот блок на реклами, па во последниот дел од емисијата. За лојални купувачи во Туш, за секои 300 динари од вашата сметка, добивате една звездичка за лојалност. Со собрани 7 звезди, добивате можност да го земете акцијниот производ 50% поевтино. Сет пешкери 3 во 1, 349 динари.
Фротир прикривка единична 689 динари. Фротир прикривка дупла 899 динари. Пешкер за туширање 339 динари. Играчка кукла бебе 60 см 899 динари. Играчка сет за голф 569 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Здружение на возачи. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Здружение на возачи. Зашто сигурноста нема цена. Направете промена во изборот на напивката со 100% чисто какао Кибела. Кибела, подарок од најдоброто од мајката земја. Во тека изградбата на моментално најлуксузниот деловно-стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежниот институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежниот факултет, која воедно ја зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и на стабилно земјиште. Вградените најквалитетни материјали можат да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина на ставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најсеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно, за трајно решение, не чекајте, контактирајте не. Агро 9 километар е првиот агроцентар во Република Македонија, каде можете да набавите се за успешно, но и модерно земјоделие. Агро 9 километар е застапник на најпознатите брендови на механизација, средства за заштита, помошни машини, масла и мазила. За успешна земјоделска приказна, Агро 9 километар. Audio Jungle. Назад продолжуваме со емисијата и мислам да продолжиме пред да преминеме на тоа кој се стои во иницијативата. Мене ме интересира и овде има и во иницијативата има интересни сознанија дека и статистиката вели дека децата кои што ќе излезат од во брак, кои што се разведува и не е на таков начин, нема договор, подоцна можат да чувствуваат последици. Дали испитувате дека има такви резултати статистички и појави? Па добро, тоа да речеме тие сознанија ги имаме од како што спомна стручните лица кои што застанаа позади оваа иницијатива и тие потврдува дека навистина некои појави што се водат кај децата од разведени бракови кои што нели завршуваат со конфликти, со негледање со едниот родител, има некои појави што се манифестираат кај повеќето од тие деца, на пример типични појави се гнев и депресија.
попуштање во школа и така натаму, незаинтересираност. Значи, ова до некаде е и здравствено прашање. Например, имаме читано такви надписи од Америка, од Канада и така натаму, дека всушност таму каде што не се воедува заедничко родителство, државата е многу веројатно дека ќе има повисоки трошоци за здравство за лекување на последиците кај тие деца кои што нели и понатаму кога ќе станат возрастни, кои што се појавуваат од отсуството на едниот родител. Така што да, дефинитивно, не сакам да бидам сватен погрешно, не е дека нели кај сите деца од разведени бракови ќе се јави вакво нешто, дури и да не се договорат родителите. Меѓутоа, генерално проблематичните деца при разводи проблемите се случуваат кога едниот родител е исклучен од животот на детето. Гледам во иницијативата има дека 70-80% од лицата со ризично социјално однесување потекнуваат од разведени бракови кај што немало договор, тоа се и веројатно и на светско ниво повеќе, но гледам дека има и држави каде што функционира заедничко родителство и не е како што нели некој на прв поглед рече да биде 50-50. Не е очигледно дека треба стриктно да биде одреден. Да, па видите, тоа 50-50 е највисока форма на заедничко родителство. Меѓутоа, како што спомнав ја, заедничко родителство и 50-50 не се синоними, значи не оди едно со друго по правило. Постои и поинакви форми на гледање од 50-50, а да притоа станува збор за заедничко родителство. Инаку да, овој концепт што ние го заговараме не е нов, напротив, во добар дел од држави од Европа веќе се применува и би рекол дека ова е еднината. Значи ова се применува во Скандинавија, во Франција, во земјите од Бенелукс, од земјите во окружувањето, значи го има во Словенија, го има во Романија. Читавме пред некој време надпис дека и Бугарија полека се спрема, значи да го воведува заедничко родителство, така што по мене нема збор дека ова е еднината и нема збор дека веќе не треба да се чека. Гледате бројот на разводи во Македонија цело време расте. Зошто да чекаме, нели, цел Балкан, сите држави околу нас да го воведат ова, па ние да го воведеме. Едноставно постои веќе рецепт кој што е испробан во другите земји и нема зашто да чекаме да ние го премениме кај нас. Така, статистиката вели 2015-та склучени 14.186 бракови, разведени 2200, 2014-та 13.813 склучени, 2210 разведени. Колку, еви за обајцата прашање, колку кај нас во Македонија можеби негативно влијае на, можеби и на тоа родителите тешко да се договараат, наметнатата ситуација дека да, бракот не е најдобро, односно разводот не е најдоброто решение. Ама колку е наметнатата ситуација дека е подобро да се остане во лош брак отколку во развод да се оди. Мислам дека менталитетот уште не и овде таков на некој начин. Габи? По моето искуство јас тоа ќе ви кажам, значи ако двајцата родители не се согласуваат во својот брак, подобро е добар развод отколку лош брак. Ама 95% од мајките ќе речат си го бираше, сега го трпи. Значи дефинитивно тоа сум сигурен. Да, тоа е, знаете, менталитетот на нашите родители. Така. Нормално дека никој родител не ќе неговото дете да се разведе и секогаш фамилијата гледа двајцата сопружници да останат заедно, знае се фамилија, тоа траело со години, се создадени такви врски меѓу сороднини, со пријатели, што да ви кажам право е во мојот случај после разводот, значи пошто ние долго време бевме како дечко и девојка и во брак, па некако да ви кажам, поштованието остана исто, значи спрема неговите родители, спрема фамилијата, спрема пријателите, заеднички што сме ги имале. Така да според мене сепак би рекла, значи не можеме да одиме во, да речем, во старо време кога било каков е ти си го бираше. Сепак сметам дека сме 21 век, дека детата се сега премногу паметни, затоа што каква ние порака ќе дадеме на детата, како ете да речеме, останеме во лош брак. И ние сме во лош брак 20, 30, 40 години, чекаме детата да пораснат, сега кога пораснаа детата, баш читав за една статистика во Србија, значи во последно време се зголемува процентот на разведени бракови во Србија над 55 години, во полосни години. Причината е, значи, еве родителите трпеле цело време за да ги изведат децата на пат. Сега тие се оженија, ние можеме да се разведеме конечно. Каква порака ние им даваме на децата? Слушайте, деца, ние до сега што глумевме со таткови, во само глума, не гледайте нас, не беше тоа вистинска љубов, али вие
Сега сте... Значи пак е пораката лоша. Значи, според мен е искреността, и аз да ви кажа право, секогаш отворено разговарям со своите деца и ден се тоа така. Значи ние пак децата трябва да ги третираме како луѓе. Тие се мали луѓе. Колку имаше, Габи, дилема да говориш отворено? Нема воопшто дилема. Кога слушнав дека можеби ќе можам да допрем до некој родител што цврсто ги држи децата до себе, за да му наштети на таткото или по-обратно на мајката, че сватив дека немам воопшто проблем да го споделам моите искуства, затоа што моите деца можеби биле посрекни кога јас се уште би била во брак со бившиот сопружник, меѓутоа јас мислам дека моите деца се среќни. Ама вака се повеќе среќни отколку да се расправат. Да, ама тие не можат да поделат својата љубов, не можат повеќе да го сакаат таткото или мајката, тие ги сакаат и обајцата, нивните срца се многу големи, ама нашите срца се многу мали. Така. Обично се говори повеќе, нели, вообичаено некој правило, да, децата остануваат кај мајката. Така. Колку има и татковци во таква ситуација да се доделува старателството кај татковците. Вака. И кој се стои во иницијативата ваша, кој се придружува? Да, добро, вака, прво мора да кажеме дека нас долго време не етикетираат како иницијатива на татковците, што одамна веќе не е иницијатива само на татковци. Навистина, најголем дел од нашите членови се татковци од втор ред, затоа што таков е системот, затоа што најчесто татковците се тие кои што остануваат ускратени во своите родителски права. Меѓутоа, треба да кажеме дека има и мајки кои што се во наша ситуација. Тие се навистина ретки, меѓутоа успеавме да најдеме добар дел од нив. Значи, тоа се ситуации каде што таткото го има добиено детето и мајката има ограничен контакт со него. Освен тоа, имаме огромна поддршка од сите роднини, значи на засегнатите родители. Значи, тука се баби, дедовци, тетки, чичковци, брачетки, затоа што со сегашната ситуација не се сече само контактот со едниот родител, се сече контактот со целата негова фамилија. Па затоа имаме огромен број на луѓе кои што навистина сакаат да си гледат своите деца и внуци, а во моментов тоа им е ускратено. И на крај би рекол дека со нас во иницијативата се сите овие стручни лица кои што претходно ги спомнав, кои што сестрно ни даваат поддршка да се дојде до овие законски измени кои што ние ги заговараме. Наш гледач прво бара доцна се вклучи, сака да ја добие емисијата, да ја види и ќе ја добие, кога го интересира, вели подобро среќен со еден родител отколку не среќен со двајца родитела, говори веројатно за во брак, претпоставам, и вели законот за брак мора да се промени бидејќи и секогаш децата се доделуваат на мајката само во случај кога го затвори или е наркоман, тогаш не се доделуваат, практично во насока на ова што се говори. Ајде, треба да завршиме кои се очекувањата од иницијативата, дали е можно, дали има клима во Македонија да се промени законот во оваа насока? Па спомнав и претходно од дискусиите со релевантните лица, сите знаат дека сегашниот закон не чини. Сега, освен ова решение кое што ние го заговараме, не постои трето решение. Значи, или ќе имаме еднородителски систем како до сега, или ќе имаме заедничко родителство. Така што, кога веќе зреат условите, нели, кога сите се свесни дека овој систем не чини, единственото решение е заедничко родителство. Трето решение не постои никаде во светов. Нити може да има средина. Или ќе имаме еднородителски систем, или ќе имаме заедничко родителство. Што се однесува до нас во иницијативата, ние сме оптимисти дека еве конечно има влада, има парламент, имаме пред кого да го отвориме проблемот, да го изложиме проблемот, и сме оптимисти дека во догледно време ова ќе се реши. Затоа што полека зреат условите и внатре и надвор. Внатре затоа што се зголема бројот на разводи, затоа што се повеќе деца, еве гледате од 2000 разводи годишно, значи сигурно барем 1000 до 1500 деца секоја година се засегнати од ова што се случува. Овакво, што се однесува до надвор, се повеќе има документи кои што укажуваат на тоа дека потребно е воведување заедничко родителство. Например, ќе ја спомнам резолуцијата на Советот на Европа број 2079 од октомври 2015 година, кој што ги повикува сите земји членки, меѓу кои Македонија, да го воведат заедничкото родителство затоа што е тоа во најдобар интерес на децата. И за крај би спомнал дека Македонија веќе има изгубено случај за кој што се збореше на време, меѓутоа во последно време затачкан. Значи во случајот во Страсбург има изгубено случај во однос на можноста на родител да остварува контакти со детето. Значи државата веќе и финансиски била оптеретена затоа што овој систем не функционира. Сега замислете ако повеќе од нас упорни што сме вклучени во ова, решиме да одиме да ја тужиме државата
заради ова што се прави сега. Меѓутоа, ние имаме сосема поинаков став, ние мислиме дека работите можеме да ги смениме внатре, нема потреба Страсбур може би е насока само како аргумент дека нешто не Тоа е силен аргумент, има значи има таму и поука од судот како треба да се постапи. До сега таа поука е игнорирана, меѓутоа не може све да игнорираме. Не може да игнорираме трешната потреба, не може да игнорираме пресудата на судот во Страсбур, не може да игнорираме Советот на Европа со својата резолуција. Едноставно не може све да игнорираме. Гледаме дека системов нас сам не гази и предизвикува еден куп на негативни последици во државата и затоа е време да се смени. Како што и медиумите не треба да ги игнорираме ваквите теми, а затоа кажав дека сосема поинаква, меѓутоа многу важна тема. Габи, твоја препорака за крај за сите кои што не гледаат? Јас би препорачала две работи. Значи, прво да апелирам до државата, значи ред е нешто да се смени затоа што децата се нашата иднина, така? Каква држава ќе имаме после 10-20 години, ако децата не ги справиме на прав пат, уште сега. Така. А втората работа што сакам да ја кажам е дека мајките да престанат да се плашат, дека ако ги пратат своите деца кај таткото, дека одеднаш детeta веќе нема да ги сакаат нив, него повеќе ќе го сакаат таткото. Не. Кога децата се вратат дома од кај таткото, се многу посрекни и поисполнети, им е надополнет делот што им фалел деновите кога биле само кај мајката. Да им возможност на децата да ги имаат сите делови кои што им се потребни, барем онолку колку што е можно во таква ситуација. Да се склопи мозаикот, не? Така. Благодарам многу за гостувањето и за иницирањето на една ваква тема која што, како што реков, не е политика, не е дали ќе се формира влада или не е дали е подобар Заев или Груевски, ама е многу важна за многу граѓани на државата. Благодарам многу. Благодариме на просторот. Почитувани гледачи, тоа беше што мисли народ во денешното издание, тема која што верувам предизвика внимание, а ќе ви кажеме и каде ќе можете да најдете доколку сакате повторно да ја видите. Ви очекувам утре во исто време на истото место со нова тема, верувам и се надевам интересна за вас.